реши се да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Сине мој, јас татко, небесен сум твој. Да чекориш во љубовта, да љубиш како Исуса, да простуваш. Христе Боже, јас те љубам, Исусе. За секогаш во моето срце ти насели се, ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И со радост ќе ти служам, ти си внатре во мене. И со радост ќе ти служам, и јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо, возљубено, на колена пред Исуса, ти мало стадо, Исусово, за секогаш, Исусе, насекаде, Исусе. Те љубам, Господи Исусе Христе, Татко мој, зборувај денеска во секого, Исусе, во секое срце. Зборувај денеска низ мене, нека овие слова бидат живи слова, животодавна вода, која ќе потече од мојата утрова за Твоја слава. Да ги топре сите оние кои ќе повикаат кон Тебе, кои се гладни и жедни за Тебе. Реки на животодавна вода, Јован 7:37, а во последниот и најважниот ден од празникот, Исус застана и извика, последен ден, најважен ден. Видете, секој од нас има последен ден и најважен ден на празникот. Празникот е самиот живот до кој сте вие дојдени овде. Од имате време на милост да повикате кон Исус. Кој е жеден, нека дојде по мене да пие. Исус извика, кај мене да пие. Дали си ти жеден и ќе дојдеш кај Исуса? Како што вели Светото Писмо, реки животодавна вода ќе потечат од срцето на оној што верува во мене. Реки од животодавна вода, тоа се живи слова, живи зборови кои го распламтуваат духот на тој што слуша, за да се сети дека е жив, дека е духовна природа, да се врати кај Таткото Небесен. Исус ова го рече за Светиот Дух, кога имаше намера да им го даде на оние што веруваа, поверуваа во Него. Светиот Дух не му беше даден никому, бидејќи Исус се уште не беше целосно прославен. Прославен значи Исус заминува, го праќа Духот. Затоа апостолите не веруваат, немаат Дух. Иако вели тие крштеваа, значи покајно крштение, за да дојдеш во почетна позиција пред Таткото Небесе. Нели? Кога народот го слушна ова, некој река, овој мора да е прикажаниот пророк. Значи, реки животодавна вода се овие завети кои течат и не прекинуваат. Знаете, непрекинато може да разборувате за Исус, кога Духот ве води. Не ја што сакам, тој што сака. Други велеа ово е Месијата, но останатите говореа зар од Галилеја ќе дојде Месијата. Зарем Светото Писмо не вели дека Месијата ќе дојде од поколенијата на Давид и од родниот град на Давид. Така настана подел во меѓу луѓето во однос на Исус. Некои од нив сакаа да го апсат, но никој не посегна по него.
проучување на писмото и расправи за одреден стих, вака или така, вие гледате дека луѓето немаат дух, што меѓу вас има завис, кавга и неслога, се уште сте телесни. Ти не се расправаш, да, не, се што е повеќе од тоа од лукавиот е. Човек што не разбира, што ќе му објасниш на интернет, ме напаѓаат. Вчера некој што сум пишал Исусови благослови или не знам, имало и муслимани. Па видете, јас ми пишувам на тие што ги прифаќаат. Јас не велам да мразат и да се убиваат. Велам силата Исусова со нас, например. Ако не ја прифаќаш ти, јас не ти се мешам. Јас не изнасилувам, не убивам. Ги љубам сите како Исус. Знаете, и гледам дека не разбира човек. Но велам Бог се пишува со голема буква. Не, да. Тој не разбира дека духот е над материјата. Тој живее во телесен свет. Тој како едно животинче кој не може да разбере. И ги блокирам, ги тргам, нема да се расправам со нив, да губам времето на бесплодни расправи. Поделба на луѓето во однос на Исус, тоа е целата суштина. Стражарите пак се вратија кај свештеничките поглавари и кај фарисеите, а тие ги запрашаа: зошто не го апсирте? Никој никогаш не зборувал така како што зборува овој човек, одговорија стражарите. Фарисеите пак им рекоа: да не се прелажавте и вие, не гледате ли дека никој од старешините и од фарисеите не верува во него? Но овој проклет народ, пазете, кој му зборува сега, кој не го знае Мојсеевиот закон, се заведува со него. Тие имаат Мојсеев закон кој не го почитуваат. Тие се варосани гробови, однадвор измачкани внатре мртви. Целата суштина е ги проучувате словата. Мислите ќе ви дадат живот вечен. Проучување на словото доведува до поделба, а не доаѓате кај мене. Кога ќе дојдеш кај Исус, ти поаѓаш на почетна позиција. Доаѓаш, не знаеш ништо. Меѓу фарисеите беше и Никодим, кој порано беше го посетил Исуса. Тој им рече: нашиот закон не дозволува некој да биде осуден без претходно да биде сослушан и да се докаже што направил. Ние имаме телесни закони во Македонија кои не важат. Ги пуштаат лоповите, криминалците, политичарите, обични луѓе одат во затвор. Болните на улици, гладни, осамени, политичарите крадат, затоа нема благослов во Македонија. Со вакви водачи, слепи водачи, кои го носат во јама. Тие пак му одговорија: и ти ли си од Галилеја? Проучи ги светите писма. И увери се дека никаков пророк нема да дојде од Галилеја. Овде пишува, каде пишува, зошто пишува. Ти треба да се препуштиш да дојде Исус да живее во твоето срце. Кога тој ќе дојде, се ќе ти објасни. Ти тогаш ќе сватиш дека не знаеш ништо, дека си кал земна. Потоа тие се разотидоа секој во својот дом. Исус зборува за мојот дом е дом на молитва. Ти има подобра односно небесна татковина. Они имаат своји домови овде поделени. Потоа Исус отиде на Маслиновата гора. Следното утро тој повторно дојде во храмот, сиот народ доаѓаше кај него, тој седејќи ги поучуваше. Вероучителите и фарисеите доведоа една жена што беше фатена во прељуба, па откако ја поставија насреде, му рекоа: учителе, оваа жена е фатена на дело како врши прељуба. Во нашиот закон Мојсей заповедал таквите жени да бидат каменувани. Што велиш ти? Видете, имаме слика за физичка жена, тоа е и црква, тоа е душа, тоа е заедница, тоа е организација, тоа е Македонија која треба да биде каменувана. Поради политичарите. Тие му го рекоа на Исус за да видат што ќе стори на девајки се дека ќе има за што да го обвинат, значи жена извршила прељуба. Исус се наведна, почна со прстот да пишува по земјата. Татко, прости им, не знаат што прават. Но бидејќи тие упорно го прашуваа, тој се исправи и им рече: тој што меѓу вас е без грев, прв нека фрли камен на неа. Потоа повторно се наведна и продолжи да пишува по земјата. И ова треба за секој грешник или блудник да го имаме. Не судете, вели тој, Исус да те укори. Архангел Михаил на сатаната, Исус да ти пресуди.
Исус да те казни. Кога обвинителите го слушаат тоа, Исус е судијата, еден по еден почнаа да се заминуваат обвинителите, начело со старешините, се додека не остана само Исус и жената, која стоеше на средина. Исус се исправи и ја праша: жено, каде се луѓето што те обвинуваа? Никој ли не те осуди? Никој, Господине, му одговори таа. Тогаш ни јас не те осудувам. Оди и од сега не греши, и вели Исус. Исус им вели на сите што ќе ги исцели: оди и не греши повеќе. На едно место го кажува она, за да не те снајде нешто уште полошо. Значи, исцелувањето не е еднаш за секогаш. Имаш обврски, комплетно да се промениш и предадеш да те води Духот. Подоцна Исус повторно изборуваше на фарисеите: јас сум светлината на светот. Секој што ќе биде мој следбеник, ќе има животодавна светлина и никогаш нема да талка во темнина. Затоа треба да одиш со Исус во секој настап, во секоја дружба, секаде каде се видиш. Исусе, во мене, пред мене, зад мене, околу мене. Исусе. Тогаш фарисеите му рекоа: ете сега самиот сведочиш за себе, значи твоето сведоштво не е веродостојно. Исус им одговори: и да сведочам сам за себе, тоа што го кажувам е веродостојно, затоа што јас знам од каде дојдов и каде заминувам. Дали ти знаеш од каде дојде и каде заминуваш? Од каде дојде ти? Јас сум паднат овде со сатаната, што сум доле. Знаете, имате паднати ангели, луѓе, материализација, земјата, целата стварната материја, дух. Во материја внатре се движи протони, неутрони, фотони. Имате движење физичко, животни и растенија, имате духовно движење. Значи ти знаеш од каде си, зошто сум јас овде, зошто имам татко на небесата. Ти не знаеш, мислиш дека овде си живееш. Тоа е целата суштина. Зашто јас знам од каде, кај беше. Те сакам, Господ, дојдов и каде заминувам. И јас знам. Дојден сум овде, зашто сум дојден, не знам. Паднат имаш ангели, испуштени ангели. Како Јован, ете јас го праќам мојот ангел пред тебе. Пазите сега. А вие не знаете ниту од каде доаѓам, ниту каде заминувам. Вие судите според човечки мерила. Јас никого не судам, а и ако судам, мојот суд е справедлив. Јас никого не судам, Отецот суди, бидејќи тоа не го правам сам, туку заедно со Таткото што ме испрати. Значи, каде одам, треба да се вратам во Божјото царство, го барам царството Божјо. Јас не сум од овој свет. Исто како Исус, овде сум привремено, ќе се спакувам еден ден, кога ќе заврши времето на милост и мојата работа овде. Во вашиот стои закон напишано дека сведоштвото на двајца се смета за веродостојно. Јас сведочам за себе и мојот татко што ме испрати сведочи за мене. Еднаш ми рече предходно, по двајца да сме одаре на молитва. Викам, ако го нема двајца, па двајца сме јас и Духот, и Исус и Отецот сме тројца. Отесно сме двајца. Тоа е во мене, јас сум во него, Исус е во мене и Отецот е во мене. Ние сме тогаш еден дух со него. Потоа Исус повторно им се обрати. Тогаш тие го прашаа: каде е твојот татко? Исус им одговори: ниту мене не познавате, ниту мојот татко го познавате. Кога би ме знаеле мене, би го знаеле и мојот татко. Овие зборови тој ги кажа кај ризницата додека поучуваше во храмот и никој не го уапси зашто се уште не беше дошол неговиот час. Значи да знаеш од каде си дојден. Дојден си овде на земјата. Но каде треба да завршиш на крајот, па да се вратиш, пак и да се вратиш во духовното царство. И ако го знаеш Таткото кој создал се, кој е љубов, ќе сакаш да се вратиш и да се промениш. Тоа е целата суштина. А ти си се фатил за земјата, судиш со човечки мерила. Потоа Исус повторно им се обрати и им рече: јас си заминувам, а вие ќе ме барате, но ќе умрете со непростени гревови. Непростен грев, непокајан грев, не имаеш исповед на гревот. Продолжуваш да грешиш, оди и не греши повеќе. Вие не можете да дојдете таму каде што јас заминувам.
такви какви што се. Еврејските верски водачи си велеа да не изврши самоубиство, што он вели, вие не можете да дојдете таму каде што јас заминувам. Исус им рече, вие му припаѓате на овој свет долу, јас доаѓам од горе, и јас доаѓам од горе. Вие сте од овој свет, а јас не сум од овој свет. И јас не сум од овој свет. Привремено сум овде. Затоа ви реков дека ќе умрете со непростени гревови. Не сакаш да се промениш, непокорен на Бог, непослушен. Ако не поверувате дека јас сум тој што сум, ќе умрете во непростени гревови. Непростени. Кој си ти, го прашуваат? Почеток. На друго место вели како што ви кажав на почетокот. Почеток. На почетокот беше Словото. На почетокот Бог ги создаде земјата и небесата и рече Бог, нека биде, и Духот Божји лептеше над водата, нека биде светлина. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Ете тоа е тоа, живо Слово. Имам многу работи за вас да зборувам, за многу нешта да ве судам, но нема да го сторам тоа. Оној што ме испрати е вистинит, Отецот тоа создал се оној извор на животот. Јас го зборувам само она што сум го чуo од него. Кога ќе го научиш тој принцип, он да те води, таткото и неговата љубов, ти тогаш ќе се промениш. Тие не сватија дека им зборува за небесниот татко. Исус продолжи, кога ќе го подигнете синот човечки, тогаш ќе дознаете дека јас сум тој што сум и дека само од себе ништо не правам. Ова постојано го повторувам, само од себе ништо не правам. Јас не решавам, јас не судам. Исус зборува во Духот, Таткото Небесен. Туку ги зборувам оние работи, онака како што ме упати Таткото. Тој што ме испрати е со мене, во овој случај во мене, Духот. Тој не ме остава сам, не сум сам, значи било каде да одам, затоа што јас секогаш постапувам онака како што тој сака да постапувам. Постапуваш како што тој сака. Манда имаше, мојата сопруга, молитвена средба, значи со една, таа, еден пол утврден, малку другиот неутврден, и имаше отчитување. Значи жената падна во духот на земја и тоа не е чудно. Прашање дали ќе го задржиш исцелувањето. Тој што ме испрати е со мене, тој не ме остава сам, затоа што јас секогаш постапувам онака како што тој сака да постапувам. Додека го зборуваше ова, мнозина поверуваа во него. И сега видите, тие се тие моменти. Јас идаме на две радија, фала ти Исусе, Space Radio и во Австралија на две радија одиме. Како поуки слегуваат овие текстови. Ме прашаме на братот Петко, како можеш веднаш? Ке ми се јави за 3 минути, можеш не можам. Па слегуваат овие, се готови. Се разбира кога слегуваат преку мене и во телесно ниво се случува промена. И во духот. Шлемот на спасението. Пазете, делот доклопот Божи. Да не те завлечат мислите вулево, вудесно. Секоја мисла да е покорна на Исуса Христа. Тоа значи прифаќање, немрморење и барање сила од Исус да се надвладее, да победиш во љубовта. Тоа е водство. Не ти да мислиш како сакаш. Духот Исусов да те води и управува, насочува, да останеш во мирот Исусов, во љубовта која е пламен што не гасне. Љубовта е пламен што никогаш не гасне. Ефесијаните 6:24. Тој е тој пламен из кој ќе помине секој. Каде што огнот не изгаснува и нивниот црв не умира. Низ огнено езеро, се се проверува низ оган. Значи, љубовта е пламен што не гасне. Исус не вели да избереме исцелување на грлото. Живот. Исцелување на грлото во името на Исус. Тие што ќе бидат праведни преку вера ќе живеат. Евреите 10:38. Што значи да си праведен? Па да си во неговата правда, не во својата.
Што значи живење преку вера? Заедништво со Исус. Предавање и препуштање во Негова власт, водство. Он те учи, он ти кажува, он зборува, он ги врши делата. Но ние не сме од оние што му вртат грб на Бог, Татко, и си ја запечатуваат пропаста. Евреите 10:39. Тој има козите ги одделува од овците. Пазете, ние зборуваме за препуштање. Мораш да учиш, оде да бидеш негов ученик, да ги исполнуваш неговите заповеди. Ти треба да си едно со Исус, соединет во духовно тело. Он, Исус и Отецот, да живеат во твоето срце, да те водат, учат, да те родат, погородат во дух. Исус да те води по тесната патека на љубовта, што води кон животот. Не ти како козите да одиш каде што сакаш, ќе се одделат козите од овците. Козите се тие што мислат дека се во Исус. Он е овчар, ти си овца. Одиш по него, слушаш неговиот глас, Исус е каде, Исус е како, Исус е помогни ми. Ти веруваш во него, Исус те води, си му се доверил. Вера е увереност во нешто што не си го видел, Евреите 11:1. И се разбира, без вера не е можно да му се угоди на Бог, Евреите 11:6. Вера е доверба во него, во Исус. Му поверува Аврам на Бог. Го однесе Исак да го жртвува. И кога требаше да го заколе, се појави јарецот. Но тој знае дека тој го дава животот, ако треба ќе го воскресне. Пазете, и се нарече пријател Божи. Препуштање, претопување, соединување во него. Еве што ни се вели во живото Слово Исусово. Нашите тела, физички на црквата, му припаѓаат на Господ, на Таткото, зашто тој ги создал. 1 Коринтијаните 6:13. Припадност и собственост во Исус и Отецот. Припадност. Не заборавајте, ние сме создание. Тој е создателот и создадени сме. И уште зар не сваќате дека вашите тела се органи, делови на Христовото тело. 1 Коринтијаните 6:15. Имаме мало заедништво, 10 на 15 луѓе. Дали има доволно љубов меѓу нас? Секој нека се осуди. Кога ќе видам нетрпеливост во луѓето, тешко ми станува. Ми доаѓа како Јона, како апостол Павле, како Илија, да си заминал. Ќе те измори овој свет од нељубовта. Органи во еден организам, духовно заедништво. Да нема граница во духот меѓу тебе, мене, Исус. Ние сме едно тело. 1 Коринтијаните 6:16. Двајцата ќе станат едно тело, заедно. Тоа значи на главата е шлемот на спасението. Исус е главата. Исус мисли од мене, во мене. Сум ги врзал бедрата на својот ум. Исусовите мисли пребиваат во мене. Пишано е, кој се соединува со проститутка, со блудница, станува едно со неа. Коринтијаните 1:6-16. Кој се соединува со Отецот и Исус, станува еден дух со него, 6:17. Една љубов станува со него, која никогаш не престанува. Стануваш една љубов со Исус. Со кого се соединувам јас? Прашајте се. Со кого сум во заедништво? Со духот на овој свет, лажга, бедници, кражби и сето тоа друго, или со духот на вистината? Дали сум едно, заедно во Исус? Или како козата си терам по свое, зар не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој ви е подарен од Бог, подарен ви е за да живее во вас, да живее во мене, во моето срце, во твоето срце. Вие не сте ваша
Собствено, само треба да го признаеш, тоа да се предадеш. Откупени сте со скапа откупнина. Затоа користете ги, ползувајте ги вашите тела со нужна почит спрема Таткото создател. 1 Коринтијаните 6, 18-20. Опашајте се, стегнете се со Исус, појасот на вистината, тоа е Исус, стегни се, фати се за Него. Бегајте од блудот, 1 Коринтијаните 6:18. Со кого сум во заедништво? Со Исус или со светот, или со самиот себе, тоа што јас мислам, сакам. Чија собственост сум? Кому му припаѓам? Своја, на себе си или на Исус? Нашите тела му припаѓаат на Господ Таткото, зашто Господ Отецот ги создал. 1 Коринтијаните 6:13. Дали сум еден дух со Него? Дали му припаѓа моето тело нему? Дали сум Исусов? Кој си ти, го праша Евангелие од име 8. Кој си ти? Почеток. 8 глава, да. Јован 25. Што ви кажував од почетокот, на друго место вели почеток, како што ви рекам. Почеток и крај. Алфа и Омега, првиот и последниот. Се е од Него и за Него создадено и се преку Него се држи. Пазете, тие не сваќаат дека вие сте од овој свет, јас не сум од овој свет. Од кој свет си ти, брати и пријателе? Жено, каде се тие што те осудија? Никој ли не те осуди? Никој. Оди и не греши повеќе. Пазете го сега. Значи, ние ќе дојдеме пак до тој момент. До тој момент. Ако вие ќе ме барате, но ќе умрете во непростени, каде е мојот татко? Битно прашање. На небесата. Пајде сега. Целата суштина е реки животодавна вода ќе потечат од срцето на оној што верува во мене. Тоа се овие завети. И ние ќе дојдеме до тој момент дека тој не зборува од себе, тој вика сам сведочиш од себе си. Јас сум светлината на светот. Ти сведочиш, вика сам. Не сведочи тој сам. Тој го прави тоа што му вели Отецот. Суштината во препуштањето, во соединувањето со Исус е да ја исполнуваш Божјата волја, татковата волја, да се врати изгубениот син пред својот татко. Татко погрешив пред тебе и пред небото. И да му дозволи на Исус со тоа што ќе биде понизен да се населат со Отецот во неговото срце и тогаш почнува крштението и именувањето. Не е тоа само зборовно, како да кажам, изговорно, декларативно. Тоа е вистинско живење и целата суштина во тоа. Татко наш, ти благодариме во името на Исус што ги исцели сите овие луѓе кои го слушаат ова слово, што им го отвараш срцата за твојата љубов, да почнат да потечат живи реки од нивната утрба. Се што не е од Исус да си замине од секој од нас, допрете се до срцето. Исус е вети во срцево, дојди насели се во мене. Татко, се враќам пак кај тебе, го барам Царството Божјо, за се да ми се придодаде. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Бегај од сите заедници, од нашите две заедници, Сатано, и не враќај се повеќе. Бегај од македонскава земја, Сатано, и не враќај се повеќе. Бегај од мојот имот, Сатано, и не враќај се повеќе. Исусе и само Исусе. Амин. До Божјиот Царство Небесно. Амин. Во љубов усоврши се да љубиш ближни, спреми се, мој чеда, сте во љубов родени. Сине мој, јас татко
Nebesen sum tvoj, sine moj, ja statkom nebesen sum tvoj. Da čekoriš vo ljubovta, da ljubiš kako Isusa, da prostuvaš